Крвавите убиства станаа речиси секојдневие по македонските улици. Престрелки во кои се вмешани главни ликови од криминалното подземје и пресметки помеѓу мафијашки кланови, за кои со месеци и години нема расветлување, а неретко се без разрешница. Последен беше случајот со двојната екзекуција во старата скопска чаршија, за која јавноста веќе има сомнеж дека никогаш ќе биде расчистена. И додека надлежните уверуваат дека се работи на откривање на идентитетот на петмината, наводно професионални убици од Косово, кои ги ликвидираа Јетон Кривањева алијас Жила и Енес Исеини, познати наркобосови, расветлување чека и покотницата во Александар Палас. Токму Жила се поврзуваше и со тоа пукање во 2019-та, каде освен него мета беше и прочуениот во криминалното подземје Камер Идризи, која преживеа престрелката, но беше убиен по 2 години. Ниту кој ја исполни мисијата и губи Камер Идризи, не се знае. По 1 година од убиството на помладиот брат во пресрет на празникот Рамазан Бајрам беше убиен и постариот Јонус Идризи со пукање од автомобил во движење додека седел во чајджилница во Скопски Чаир. И во таа пукотница имаше и повредени очевици со рани од исекотини, но инцидентот разврска досега не доби. Се уште не се најдени сторителите на двојното убиство во Чаир, кој се случи на 5 март лани, кога беа убиени 2 лица на возраст од 28 и 24 години. Полицијата тогаш на местото на настанот најде чаури од пиштол и автоматска пушка, а не е позната причината за убиствата, како и тоа кој стои зад нив. Не се целосно расчистени ни случаите со убиството на Рузвелтово од 2018-та, ниту па кој пукаше на Партизанска во близина на Лептокарија. Исто како и Кривањева, така и Идризи можеа да се забележат на фотографии со високи функционери, а јавноста тврди дека се дел од врската со политичките елити од власта. Лани по бројните вакви несакани инциденти на скопските улици, Алфа го праша министерот Спасовски кога МВР ќе ги реши убиствата и случаите и со жртвите од заскитани куршуми. Таквите случаи за Спасовски тогаш не беа во голем број, но ветуваше по голема транспарентност и соработка помеѓу институциите, а правниците на тоа одговорија дека бавната правда не е правда.